Почитуван еврокомесар Хан, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Утрово имавме работна средба со еврокомесарот за соседска политика и проширување со господинот Йоханес Хан, за кој без резерва можам да кажам дека е наш долгогодишен сопатник и искрен поддржувач на патот на нашите аспирации за членство во Европската унија. Ова е добра прилика јавно да му честитам на неговата номинација од страна на владата на Австрија уште еднаш, по трет пат да биде предложен за уште еден мандат како комесар во Европската унија. Знаејќи го моделот на номинација во Австрија, тоа значи консензуално прифаќање од владата, но исто така поддршка од парламентот, која што, како што знаеме уште предходно, уште пред оваа посета, се случи со консензус, анонимно, но со консензус, кое што како чувство е убаво да го споделиме и овде понекогаш во Република Северна Македонија, да го имаме и консензуалното одлучување за важните прашања, кои што се важни за државата, како што е секако важно представувањето на Австрија во Европската комисија преку третиот мандат на комесарот Хан. Секако за нас е многу значајно заради тоа што посветената работа на комесарот Хан овде во Западен Балкан, во земите кандидати за Европската унија, даде големи резултати во нашата земја. Навистина во последните неколку години се случија сериозни промени. Ние сме различна, подобра земја, многу поблиску до Европската унија, за кое што нешто сме му исклучително благодарни на комесарот Хан. Но секако во иднина очекуваме дека ова пријателство ќе продолжи без разлика со кој ресор ќе раководи комесарот Хан. Тој останува нашиот сигурен линк во процесот и убедени сме дека и понатаму ќе остане силен застапник на политиките на проширување на Европската унија со земјите од Западен Балкан. Секако, тоа застапување не е без основа, бидејќи е поддржано од нашите остварувања во последните 2 години, од исполнувањето на нашите обврски и од испораката на досегашните реформи. Комесарот Хан денеска е меѓу нас за да го означиме стартот на последната фаза до старт на преговорите, затоа што нашите очи се фокусирани на октомври. За време на утринскиот разговор со господинот Хан порачав дека во октомври очекуваме Европската унија да се го одржи зборот и да објави дека земјата може да ги отпочне преговорите по поглавијата за членство во Европската унија. На тој начин ќе биде потврдено не само нашата желба и очекување, туку и она што е запишано во извештајот на Европската комисија за оваа година, дека Република Северна Македонија е блескав пример, како и запишано во заклучокот на Советот за општи работи на Европската унија во Луксембург, дека поради ограниченото време и важноста на прашањето, Советот ќе се врати на прашањето со јасна и суштинска одлука, што е можно поскоро, но не подоцна од октомври 2019 година. Овие записи дојдоа пред се поради зајакнувањето на добрососедските односи, но и поради исполнетите реформи, што лани беа побарани како услов за почеток на преговорите со Европската унија. Се разбира, нам ни останува до октомври со искрена и честна посветеност да ги заокружиме реформските процеси, иако не се бара од нас да продолжиме со исто темпо, со иста динамика, особено во завршницата на реформите на правосудниот систем, со новиот предлог закон за јавното обвинителство, за да се поставиме на есен како земја која ги затворила сите прашања за добивање на ветениот датум за старт на преговорите. Да бидеме одговорни и да не му дадеме никому аргумент да ја доведе во прашање оваа наша стратешка цел. На еврокомесарот Хан утрово му пренесов дека владата, владината коалиција никогаш нема да ги затвори портите за придонес на опозицијата во овој процес. Ниту досега сме го правеле тоа, ниту некогаш ќе го направиме кога се во прашања теми за која е неопходна парламентарна поддршка и за која што е неопходна потврда дека тоа е национален или заеднички интерес. Се во интерес на земјата и на граѓаните, верувам дека можеме заедно да постигнеме овде во Северна Македонија. Новиот текст на предлог законот што го предложивме е резултат на компромис и земени се предвид главните забелешки на опозицијата за специјалното јавно обвинителство и тие се вградени во предлог законот. Парламентот е сега местото каде што сите пратеници имаат можност да ја дефинираат финалната верзија и содржина на законот.
Во врска со актуелните настани во нашата земја, сведочиме на одлучна и бескомпромисна борба против организираниот криминал и високата корупција. Таа борба ја води независно јавно обвинителство и другите институции во системот за истрага и поддршка. Тоа е резултат на ослободување на сите сегменти од правосудството, од прегратките, од остатоците од претходната власт. Пораката е никој не е привилегиран, никој нема да биде амнестиран. Сите се еднакви пред правдата и затоа и понатаму го охрабруваме јавното обвинителство да ја продолжи постапката во случајот рекет без разлика до кого ќе стигне. Северна Македонија се докаже и покаже на дело како правна држава, како земја во која владее правото. Тоа им го должиме на граѓаните и тоа им го испорачавме и така личи во пресрет на развојот на настаните во октомври, за кој сум убеден дека ќе се одвиваат во позитивна насока и конечно после 15 години Република Северна Македонија, кандидат за членство, ќе добие позитивна одлука за почеток на преговорите со Европската унија. Благодарам.